Веќе официјално ги имаме двете екипи кои ќе се соочат во баражот за пополнување на последното место од првата женска фудбалска лига за следната надпреварувачка сезона. Вардар како второпласиран тим во втората лига ќе се соочи со Топ Гол од Битола кој заврши на предпоследното место во првата лига и преку бараж ќе го бара опстанокот во фудбалската елита на Македонија во женска конкуренција. Вардар е млад тим и веднаш покажа одлични резултати, предведен од младиот тренер Теодора Димитровска. Во изјава за телевизија Емне, Димитровска најпрво им честиташе на низините девојки за ангажманот и редовноста на тренинзите. Додава дека второто место за нив како новоформиран клуб е голем успех. Пред се сакам да честитам на девојките за ангажманот и редовноста на тренинзи. И со самото тоа како новоформиран клуб, второто место на табелата е успех во втората лига. Изигравме добар надпревар и убаво се носевме со директниот конкурент што го имавме од Битола. Треба да се напомени тоа дека тие се сепак екипа која тренираат неколку сезони заедно, а ние како што кажав сме новоформиран клуб. Топ Гол во пролетниот дел од првата лига се обиде да го избегне баражот и беше изненадување на неколку надпревари, но сепак е загој битката со Речица која е директно опстана, а Топ Гол ќе мора да игра бараж за опстанок против Вардар. Да, како што можеме да ја проследиме ситуацијата од првата женска фудбалска лига, противникот е екипата на Топ Гол, каде што се искусна екипа, борбена и доста изненадувања прикажаа со екипи кои што се на погорните места на табелата. Самото тоа не мотивира да покажеме повеќе фудбал и мотивацијата исто така поголема, нели, за успех. Имаме 4 тренинга неделно и секоја пауза ја користиме на фудбалскиот терен, бидејќи предизвикот е голем. Очекувам од девојките да го дадат својот максимум и се надевам на позитивен резултат. Се уште нема дефиниран точен датум за тоа кога ќе се одигра баражот. Неофицијално вторник е терминот на градскиот стадион во Велес, но останала само официјална потврда од страна на Фудбалската федерација на Македонија.